Audio Jungle. Почитувани гледачи, добар ден! Го следите првото издание од емисијата Епицентар. 10 новинари од нашата редакција ви ги нудат најновите информации од областа на економијата во Република Македонија. Во продолжение ги гледаме најавите. Годинава не очекува економски раст од речиси 2%. Се рони кредитниот рейтинг на Македонија. Интервју со екс-гувернерот Љубе Трпевски, каков девизен курс повеќе ни одговара. На просечен работник месечната плата му служи колку да преживее до наредниот месец. Колку пари, толку музика. Малиот евровизиски буџет е една од причините за неуспехот на Евровизија. Следниве 20 на минути ги резервираме за информации со најсилен интензитет. Останете со нас. До мај годинава економијата во Македонија се подобрила за само 1,5%. Власта смета дека ваквото скромно подобрување ги исполнува нивните очекувања. Но дали и колку раст од 1,5% може да ја промени економската слика во Македонија? Гледаме во прилогот на Атидже Селман. Зголемен растот на индустриското производство во Македонија од 4,5% во првиот квартал годинава. Владата смета дека тоа е сигнал за позитивни очекувања во втората половина од годинава и за остварлив раст од 2% во македонската економија. Конечно е прекинат оној долготраен 17-месечен тренд на пад на индустриското производство. Второ добро е што прехранбената индустрија, текстилната индустрија, кои што сочинуваат повеќе од половина од индексот на индустриско производство растат, на што верувам ќе се надоврзат и некои други индустријски гранки. Значи и рударството добро се реализираше и преработувачката индустрија, така да има база за да веруваме дека овој тренд ќе продолжи натаму. Економскиот раст во вториот квартал ќе биде базиран на два фактори. Едниот е извозот на компаниите што работат во слободните економски зони и дел од домашните компании кои што во меѓувреме имаат направено реформи и имаат поконкурентен производ. И втората компонента на растот ќе биде градежништвото и јавните институции, изјави министерот Ставревски. Подршка на економскиот раст во следниот период се очекува и за банкарскиот сектор, за побрз раст на кредитната активност од нивото околу 8% на годишно ниво оваа и следната година. Ќе анализира и ќе размислува за преземање на одредени мерки во насока на потикнување на кредитниот раст, бидејќи навистина банкарскиот систем во Република Македонија стабилен систем, високо капитализиран и високо ликвиден систем. Народната банка размислува да превземе и нестандардни мерки на поддршка, но тоа ќе зависи од состојбите во домашниот банкарски систем. На Македонија ни требаат многу поголеми растови од 6-7% годишно за тоа да се почувствува приметно меѓу населението. Во секој друг случај со раст од 0 до 2% или минусен раст, тоа е едно тапкање во место кое што не ја води економијата никаде. Со предвидениот раст и според најновата економска прогноза на Европската комисија, како и предвидениот јавен долг од околу 34% за 2013-та, односно 36% од БДП за 2014 година, Македонија покажува знаци на силна економска состојба и одржливост, што не може да се каже за самата Европска унија, за еврозоната и поголем број од земјите членки на големото европско друштво. За разлика од сега, Македонија имала подобра економска состојба дури и во екот на најголемата финансиска криза во 2008 година. Ова се само дел забелешките на агенцијата Стандард и Пурс. Агенцијата посочи дека намалување на кредитниот рейтинг на државата пред се зависи и од нетранспарентноста во јавните финансирања. Прилогот го има Билел Ибраими. Странската агенција Стандард и Пурс вели дека кредитниот рейтинг на Македонија се рони. Според агенцијата, рейтингот е намален од ББ на ББ- за долгорочно задолжување во домашна и странска валута. Причината за таквиот извештај, меѓу другото, е и лошото управување со државниот долг. Извештајот, иако е само аларм, тој може да ги премисти странските инвеститори да отпочнат бизнис во Македонија. Не верувам дека домашните инвеститори кои пред се добро ги познаваат ситуацијата, односно економскиот амбиент, меѓутоа за странските инвеститори, односно странските потенцијални инвеститори кои евентуално планирале да инвестираат во Република Македонија и да отвараат нови работни места кои нели директно ќе имаат импакт врз зголемување на бруто домашниот производ, секако би биле порезервирани. За повисока стапка на рейтингот, Македонија треба да создаде услови за висок и ефективен економски раст. Она што секој граѓанин го очекува
е дека прибраните средства ќе се употребат за задоволување на неговите потреби и заради тоа овие агенции ги даваат алармите, значи сигналите, дали определена фискална политика, начинот на кој што ги генерира приходите, значи ни системот на јавните финансии оди во вистинска насока или треба да се направат одредени корекции за да се врати состојбата на една посакувана, значи во функција на економскиот раст. Остра критика во извештајот. Агенцијата упатува кон контролните механизми на власта. Затоа, веднаш по објавувањето, Министерството за финансии реагираше дека се сомнева во квалитетот на анализата. Сега во 2013 година, кога растот на економијата е позитивен и има први знаци на заздравување, а за останатите обврски се целосно измерени и долгот е сведен на нула, Стандард и Пурс го намалува рейтингот на земјата. Очигледна е неконзистентноста на рейтинг агенцијата, се вели во соопштението од Министерството. Според извештајот на оваа агенција, за 2 години брутодомашниот производ на Македонија ќе се зголеми за 2%. Минималната стапка на пораст на брутодомашниот производ значи дека во блиска иднина ќе нема можност за нови вработувања. Сепак од агенцијата посочуваат дека доколку владата на Македонија ги прифати сугестиите и се насочи кон подобрување на економската состојба, Стандард и Пурс тогаш повторно би го зголемиле рейтингот на оваа земја. Државните згради и споменици нема да го правдаат своето постоење, иако рекордни суми од буџетот се одвојуваат за нив. Какви капитални инвестиции и требаат на македонската економија? Гледаме од прилогот на Александар Самарџиски. Нема аер од градење на државни згради, споменици и проекти од културен карактер. Упатените сметаат дека покрај тоа што е потребно предвидените капитални инвестиции да се реализираат до крај, неопходно е тие да бидат и продуктивни. Капитални инвестиции во денешно време се добро образование, капитални инвестиции во денешно време се добра здравствена заштита, капитална инвестиција во денешно време е дигитализација и информатизација на општеството. Покрај оние класични капитални инвестиции, градење на брани, патишта, железници, пристаништа, хидроцентрали, термоцентрали и така натаму. Според Узунов, градењето на музеи, театри и други слични инвестиции од проектот Скопје 2014 помагаат само во развојот на градежната индустрија, но има и такви аналитичари кои не го делат ова мислење. Првиот бран на влијание помина од градежништвото се пренесува во сите други сектори кои се поврзани со градежништвото. Прават снабдувачи и производители на градежните материјали, на опрема, на инсталации и така натаму, се што се потребува. Значи, градежништвото е само првиот почеток на ефектот. Ефектот се шири индиректно во другите сектори. Пред некој ден за прв пат во јавноста излегоа идејни решенија за изградба на неколку државни згради. Просторот позади мене во центарот на Скопје спроти хотелот Бристол до неодамна беше покриен со зелена површина, а сега е окупиран од кранови и градежни материјали. Истата судбина ги очекува уште 2 зелени површини во оваа близина, на кои треба да се издигнат новите згради на ЕЛЕМ и на Советот за радиодифузија. Аналитичарите велат, капиталните инвестиции не треба да бидат селективни и краткорочни. Капиталните инвестиции се исплатливи на долг рок, бидејќи индиректно влијаат врз подобрувањето на квалитетот на живот. Пример, изградбата на добра патна или железничка инфраструктура ќе ги скрати трошоците за превоз, заштеда на време и намалување на трансакционите трошоци на субјектите, кои накрај влијаат истите да имаат поголеми финансиски резултати кои ќе можат да се искористат за дополнителни инвестиции. Смета универзитетскиот професор Шенеј Хаджи Мустафа. Инаку годинава владата од буџетот одвои 380 милиони евра за капитални инвестиции. Иако овие пари се рекордни во споредба со минатите години, тие се само 14% од целосната државна каса. Упатените апелираат дека покрај тоа што овој процент треба да се зголемува, потребно и самите капитални инвестиции да бидат продуктивни и да овозможуваат развој на бизнисот во повеќе индустрии. Секоја држава си носи одговорност за трошење на средствата од државната каса. Дали Македонија правилно ги троши државните пари, анализира Матеј Тројачанец. Македонија троши повеќе отколку што држливо може. Буџетскиот дефицит во државата се финансира со речиси постојани задолжувања. На почетокот од годинава јавниот долг кон државниот пазар изнесуваше 907 милиони евра, а на странскиот пазар пак задолжени сме околу 5 милиарди евра. Експертите велат дека можеби степенот на задолжување во однос на останатите земји изгледа низок, но трендот не е поволен. Тенденцијата
во минатата 2012 година, кога значително е зголемен релативно јавниот долг. Значи не зборуваме за нивоата, нивото е ниско, но трендот не е поволен. Многу често експертската јавност го споредува долгот на Македонија со земјите членки на Европската Унија, не земајќи го во предвид фактот дека ние не сме дел од Унијата, што значи дека економските политики на тие земји се неспоредливи во однос на Македонија. Република Македонија е меѓу најниско задолжените земји, гледано да речеме во европски рамки, па дури споредувано со земји членки на Европската Унија. Скоро сите земји членки на Европската Унија имаат поголем буџетски дефицит отколку Република Македонија, исто и во поглед на надворешната заложеност. Мене повеќе ми е зашто се трошат тие пари. Повеќе треба да се внимава или да се упатуваат критики, да се насочуваат тие средства со кои што се заложуваме во продуктивни инвестиции кои што ќе донесат профит и после само ќе се отплатува задолжувањето. Веќе неколку години поред растот на јавниот долг е поголем од растот на бруто домашниот производ. Во последните 3 години Македонија двојно повеќе се задолжила од порано, како на домашниот, така и на странскиот пазар. Доколку ваквиот тренд продолжи во иднина, експертите сметаат дека можна последица ќе бидат зголемувањето на даноци. Имено, она за кое денеска ние се задолжуваме, утре ќе го плаќаат идните генерации. Плата која просечниот работник ја добија овој месец, доволно е само тој да преживее до наредниот. Просечниот работник по Македонија се жали дека месечно нема што да заштеди. За разлика од него, оние кои што можат да тргнат некој денар настрана, имаат повеќе опции за штедење. За повеќе на оваа тема зборува Вања Мицевска. 50-годишната Снежана Велјановска работи како шијачка во дуќанче во Скопје. Таа работи и за време на викендите, а во работните денови над машината поминува и по 12 часови. Вели дека толку се посветува на шиењето, бидејќи има 2 големи деца, па и трошоците за нив се големи. Но за работувачката е доволна само колку за да се помине месецот. Кога би имало би штедела секако. Пак за децата и за нас нормално. Оваа скопјанка е само дел од луѓето во Македонија кои лошо ја оценуваат финансиската ситуација во која се наоѓаат. Од Агенцијата за испитување на јавното мислење рейтинг велат дека граѓаните речиси секогаш даваат слаба оцена на скала од 1 до 10 за економската состојба на нивното домаќинство. Околу 50% од граѓаните често одговараат дека може да го поминат месецот, значи со приходите што ги добиваат во текот на еден месец, може да ги покријат нивните трошоци, но имаме околу 40% од граѓаните кои велат дека едва врзуваат крај со крај. Значи буквално не можат приходите што ги добиваат во текот на еден месец не се доволни за да покријат нивните трошоци. И се разбира остатокот 10% што можат да заштедат. И покрај ова, граѓаните штедат повеќе за разлика од компаниите, тврдат некои од домашните банки. Оттаму велат дека физичките лица штедат повеќе од правните, бидејќи нивните штедни влогови носат повисоки каматни стапки. Инаку, клиентите сами одбирале дали ќе штедат долгорочно или краткорочно. Генерално повеќето ја одбирале втората опција, бидејќи парите вообичаено им требале за некој брз период, иако каматните стапки за штедење на долг рок се повисоки. Домашни економски аналитичари велат дека луѓето во Македонија се уште најчесто штедат во денари. Тие се исплашени од кризата во еврозоната, а и највисоките каматни стапки кои ги добиваат од банките се токму за нивните штедни влогови во домашна парична валута. Народот може да штеди дома, во банка, во штедилница или пак во осигурителна компанија, но се појавува и инвестиционото штедење. Една форма на штедење во овие другиве во харти од вредност е преку едни финансиски институции кои се викаат инвестициони фондови. Таму луѓето исто како банка вложуваат пари, им се отвора сметка и инвестициониот фонд во име на луѓето тие пак купуваат акции и обврзници. Шијачката Снежана и нејзиниот сопруг во минатото штеделе повеќе, но крателе на други работи. Кога ќе биде неопходно, таа вели повторно ќе трга настрана, но поради тоа, трапезата во семејството ќе стане поскромна. Во претходниот прилог напоменавме дека народот се плаши да штеди во девизи. Во продолжение го слушаме интервјуто на Бојана Стојановска со екс-гувернерот на Народна банка Љубе Трпевски. Тие зборуваат за моменталната состојба со девизните резерви во државата.
Кое е вашето мислење? Дали за нашата држава е подобро фиксен или флуктуирачки девизен курс и зошто? Па тоа е многу тешко прашање и не може така со едно да или не да се одговори. Ние од 95-та година спроведуваме политика на де факто фиксен курс, иако по законот тој е флуктуирачки, меѓутоа со секојдневни интервенции Народна банка го одржува да биде фиксен, врзан, порано беше за германската марка, сега за еврото. Најдобро е да биде фиксниот курс или де факто фиксниот курс како номинално сидро во водењето на економската и посебно во водењето на монетарната политика, дека најбрзо се постигнуваат на тој начин ценовна стабилност и вкупна макроекономска стабилност. Она што е најголема по мене мана во оваа ситуација е што за разлика од голем број на земји, меѓу кои е најпозната Кина, која што го користи девизниот курс за стимулирање на извозот и за дестимулирање на увозот, односно води политика на подценет девизен курс на својата валута, кај нас тоа го нема со ваквата политика. Не можеме така. Значи не можеме девизниот курс да го користиме како инструмент за зголемување на извозот. Нивото на девизни резерви во април годинава изнесуваше 2,146 милиарди евра, со што беа намалени за 85 милиони евра во однос на март годинава. Што мислите вие, дали ова ниво на девизни резерви е доволно за да се брани девизниот курс на денарот? Да, сосема е доволно нивото на девизните резерви за да се брани девизниот курс. Обично, дали се девизните резерви доволни или оптимални, се мери со еден индикатор, а тоа е дали покрива нивото на девизни резерви 4-месечен увоз на земјата. Тоа го имаме постигнато и затоа се сосема оптимални девизните резерви. Колку падот на златото влијаеше врз намалувањето на девизните резерви? Учеството на златото во девизните резерви на Народна банка е околу 10%. Значи, падот на цената на златото со 10% влијае врз намалувањето на девизните резерви. Тоа не е некој голем износ. Тие 80 милиони што ги спомнавте намалување се должи на одлив на странски фирми кои што од дивидендата ја праќаат во своите земји. Во време кога цела Европа штеди, Македонија се повеќе го зголемува јавниот сектор. Најавени се нови 1600 вработувања во државна администрација, нов трошок кој котира со милионски суми. Колку ќе ја платиме луксузната администрација, анализира Ивана Крстеска. За еден вработен во администрација Македонија годишно троши 8.000 евра. За вкупно 118.000 вработени во овој сектор секоја година се трошат 2/3 од државната каса. Универзитетскиот професор Драган Тевтовски смета дека е голем проблем тоа што владата во земјава моментално е најголемиот работодавач. Државата е единствен главен работодавач кој што вработува главно со партиска книжка. Значи ако е така, значи сите ние треба да бидеме навистина загрижени. Бидејќи понатаму се поставува прашањето каква е ефикасноста на администрацијата, дали тие луѓе се вработуваат заради нивните партиски книжки, ради способности или нешто друго. Наспроти критиките од експертската јавност, премиерот Никола Груевски најави нови 1600 вработувања во административниот сектор. Ова ново дополнување на годишно ниво ќе не чини дополнителни 8 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Универзитетскиот професор Шчипе Гергуди со позитивни предвидувања за во иднина. Тоа што државата се уште е најголемиот работодавач е жалосно, но ќе дојдеме во едно време кога министерствата, владите ќе се заситат и со развивање на мали и средни бизниси и со странски инвестиции ќе се смени структурата на вработување. Платите во јавниот сектор во Македонија со години растат побрзо од продуктивноста. Од таквата ситуација младите во земјава својата иднина ја гледаат во државната администрација. Државната работа секогаш е посигурна од работата во приватниот сектор, а и платите се сигурно поголеми. Да отворам собствен бизнес или нешто да имам така мое нешто лично отворено. Во јавна администрација. Државната работа е посигурна и побезбедна.
Поголем број од младите по завршувањето на студиите посакуваат да се најдат токму во вакво административно столче. Во споредба со Македонија, Словенија, кој има ист број на жители, функционира со јавен сектор од околу 150.000 работници. Прв впечаток е дека оваа земја има многу повеќе вработени во администрација отколку кај нас, но битна е разликата што Словенија има бруто домашен производ од над 30 милиарди евра, во споредба со Македонија кој има 7 милиарди евра. Тоа значи дека Словенија е неспоредливо побогата, но не си дозволува луксузна администрација како што е случајот со Македонија. Во период кога абсолвентите го слават завршувањето на студиите, дел од нив веќе размислуваат во која странска држава ќе ја градат својата кариера. Високообразовниот кадар ја напушта Македонија со надеж дека во странство ќе обезбеди поголема финансиска стабилност. Следува прилогот на Ферикан Илјази. Македонија се позасилено се соочува со појавата на така наречени одлив на мозоци или имиграција на високо образовани луѓе надвор од државата. Најчестите имигранти се млади луѓе кои не гледат перспектива во родната земја и се жртви на лошата економска ситуација. Секоја година има така наречен World Competitiveness Report или пак извештај за конкурентноста на економиите во светот, каде што Македонија во однос на одливот на мозоци од вкупно 144 земји на 135 место. Што значи само 9 држави се полоши од нас, да речеме. Според истражувањето спроведено од агенцијата ГФК од Скопје, секој еден од 4 лица е подготвен да ја напушти земјата за подобра работа. Преминувањето на работната младинска сила од место на место е првично хендикеп за домашната економија, бидејќи со тоа компаниите немаат можност да обезбедат квалификувана работна сила и со тоа да ги спроведат нивните предприемачки активности. Но од друга страна, ова преминување е исто така позитивно за економијата и индивидуалните семејства, бидејќи се овозможува благосостојба на семејството од една страна и развивање на економијата од друга страна. За намалување на стапката на невработеност и спречување на одливот на мозоци, Агенцијата за млади и спорт во 2005 година донесе национална стратегија за млади која важи 10 години од нејзиното донесување и во неја може да се прочита следново. Агенцијата ќе работи на политики за самостојување и финансиска независност, младите полесно да се стекнат со сопствен дом, повластени каматни стапки за млади брачни двојки, спречување одлив на мозоци, создавање берза на младата работна сила. Па да, доколку ми се укаже прилика да отидам некаде во странство, би отишол. Па сметам дека има повеќе можности младите да просперираат во животот, пред се од економска гледна точка. Сметам дека во Македонија нема услови за младите, нема вработувања, нема просперитет едноставно во оваа држава. Па за мастер можеби да. Во која земја конкретно сакате? Немам се уште одлучено, зависи од поврзано со факултетот каде би ми нуди подобри можности. Па во принцип секогаш сум се обидувал да останам во Македонија и тоа било прв чекор кој што би сакал да го направам. Секогаш најпрвен ќе се обидам во мојата родна земја да најдам работно место. Меѓутоа не можам од овој аспект да говорам што би направил доколку во рок од година или две нема да успеам да најдам работа. Освен Америка, атрактивни дестинации за миграција кај младите македонци се и европските земји. Според Евростат, најмногу македонски државјани има во Италија 90.000, а најмалку во Словенија 9.000. Ниту декадата на ромите, ниту работодавците во Македонија не ги исполнуваат во целост барањата на ромите. Оваа етничка заедница единствено што сака да не е дискриминирана, бидејќи меѓу нив постојат луѓе кои што сакаат да најдат работа. За селективноста при вработување на роми известува Маквир Ешимовиќ. Ја не можам на крај да излезам месецот. Јас сум хроничен болесник. Ова е слободна 15-членото ромско семејство од Скопската насоба за Куќани. Целото семејство живее на грбот од двајцата синови, кои се занимаваат со што ќе се снајдат, но би сакале да најдат постојана работа. Покрај нив, активни баратели се речиси 12.000 невработени роми во Македонија. Надлежните сметаат дека ниското образование и одбивноста на работодавачите кон ромите се едни од причините зошто оваа категорија на луѓе не може да се вработат. Најсвеж пример за дискриминација кон ромите при вработување е објавената има порака од работодавач во фирмата Ситемо Скопје, во кој надлежните даваат рок за извргување на сите роми од работа, поради необјаснети причини. Едноставно ги потикнуваме работодавачите да ангажираат со тоа што тие 3000 денари кои што ќе ги примат од вработен во текот на тие први 6 месеци
е една од мерките со кои што едноставно сакаме да им кажеме имате бенефит од вработување на роми. Додека топката се префрлува од една на друга институција, невладините организации велат дека нискиот економски раст и неуспешноста на фондовите за декада на ромите се причинители на невработеност. Сите оние 4 работи кои требаше да ги исполни декадата, односно да дојде до некој подобрување во однос на животот на ромите, ми се чини дека речиси нема ништо направено. Тоа мислам дека е промашена работа, каде одат тие фондови, тие пари, односно парите од фондовите не ми е познато. Во Македонија вкупно живеат околу 53.000 роми, од кои 70% се невработени. Народната поговорка вели колку пари, толку музика. И годинава македонска делегација замина во Шведска на едно од најголемите музички случувања во Европа, со буџет кој не ги задоволува потребите на големата евровизиска сцена. Исходот од таквата импровизација во музичките води е овој резултат кој го оствари Македонија на овогодинешната Евровизија. Деталите за финансиите на Евровизија ги има Никола Симовски. Македонската радиотелевизија издвојува околу 30.000 евра за учество на најголемото музичко надпреварување Евровизија. Сите земји кои учествуваат на ова надпреварување морат да одвојат одредена сума секоја година во зависност од параметрите на земјата домакин. Котацијата за учество на Евровизија Македонија чинеше околу 30.000 евра, изос на кој се додаваат и парите за облека, ефекти на сцената и престој. Мислам дека треба да се замислат малце организаторите, а еден организаторот на сето тоа е Македонска телевизија, која треба да размисли убаво што прави, колку може тоа да го финансира и кој квалитет може да го донесе таму и кои ќе бидат резултатите од сето тоа. Има земји кои се многу паметни и прекинаја да го прават тоа. Сега останува од нив да одлучат што и како, но по некое мое музичко гледање добро е да се наступи, но ако се има оправданост во сето тоа. Значи да се има резултат и да се има добра финансиска подлога. Секоја земја учесничка плаќа, но има и критериум по кој се одредува висината на сумата. Се земаат предвид бројот на жители, големината на земјата и уште неколку параметри кои даваат финалната сума. Овие пари не се доволни за една земја добро да се представи. Секој дополнителен ефект на сцената се доплаќа кој чини многу пари, вели стилистот на Владко Лозановски. Како и секогаш кога оди Македонија на Евровизија нема доволно средства. Значи од се смислата ни било од престој од таму, значи средства за таму, за самиот престој, за самите крајаци, за тоа што го носат. Невросонгот има ефекти кои се плаќа, значи тоа се плаќа, значи имаме само стандард светло кое не се плаќа, а другото се екстра светло, екстра ефекти како што се конфети, не знам, дим, искри, оган, се до тоа се доплаќа и тоа е некоја енормна сума која што ние сепак не можеме ни да ја замислиме, камоли да ја платиме. Од тоа сме сретни, па тоа може да биде некој резултат поради тоа што ние и баш не влегуваме во финале, не сме им симпатични за да одиме понатаму. Минатата година нашиот сосед Србија издвои 50.000 евра за учество, додека пак Црна Гора 20.000 евра. Според правилата, секоја година платата мора да биде извршена до денот кога се излекуваат ждрепките, по која ќе се знае која земја под кој реден број ќе настапи. И Владко Лозановски. I'm sick of being European, just on Eurosong, just on Eurosong, just on Eurosong, just on Eurosong, just on Eurosong. Со овој прилог завршуваме првото издание од нашата емисија. До следното видување, доколку сакате да останете во епицентарот на економските случувања од Македонија. Следете не на социјалните мрежи, Twitter и Facebook. Ви посакувам пријатно попладне. Audio Jungle.